Време е за минути за нашиот подкаст Универзум. Денеска ќе зборуваме за една малку по-сериозна тема, ќе зборуваме малку за политика со мојот денешен гостин Васко Наумовски, универзитетски професор, поранешен амбасадор на Македонија во Соединетите Американски држави, поранешен вице-премиер за европски интеграции, човек кој што многу добро ги знае случувањата на политичката сцена не само во Македонија, туку и надвор од Македонија. Секако ќе позборуваме и малку за образование со оглед на тоа што мојот гостин е секако и универзитетски професор. Наумовски, ви благодарам што сте дел од нашиот подкаст Универзум. Благодарам за поканата. Мислам дека ќе имаме добра дискусија. Неодамна на Универзитет Скопје се одржа една трибина наречена "Како да ја направиме Европа повторно силна". Се разменија многу мислења во однос на тоа каде сме ние со евроинтеграциите, како може да ја зајакнеме нашата позиција. Зборувавте на таа дебата, ќе може ли малку околу вашето излагање прво да слушнеме? Па да, имаше доста интересна тема и со еден исклучително висок гостин, министерот за европски прашања на пријателска Унгарија. Главно дискусиите се движеа околу тоа како да ја направиме Европа голема повторно, што во суштина беше и едно од оние слогани и наративи на унгарското претседателство со Европската Унија минатата година, и целта на дискусијата беше да се привлече вниманието како Европа да се врати на оние вистински вредности кои што ги негуваше во минатото и кои што во суштина го определија успешниот пат на европската интеграција во изминатите децении. Секако тука не треба се запостават и оние актуелни случувања во однос на трансатлантските односи, односите на американската администрација под претседателството на Доналд Трамп и односите кои што Соединетите Американски држави ги имаат со поединечните држави во Европската Унија, како и со Европската Унија како структура. Оттаму сметам дека имавме една исклучително интересна дискусија за тоа кои се начините како Европа да се врати, би рекол, на вистинскиот пат, имајќи предвид дека во изминатите неколку децении ние сме сведоци на напуштање на оние изворни европски вредности. Самиот процес на европска интеграција, кој што беше започнат после Втората светска војна од поранешниот германски канцелар Конрад Аденауер, Роберт Шуман, Алчиде де Гаспери и останатите, во суштина имаше за цел да создаде една структура која што ќе го обедини европскиот континент, ќе зголеми стабилноста, ќе зголеми и политичката соработка и ќе создаде една област на заеднички пазар која што ќе определи и економски напредок. Истовремено во тие децении, во тие времиња доминира, би рекол, оние традиционални европски вредности кои што се напуштија во последните 15-20 години. Доминацијата на, би рекол, левичарските структури, како и превласта на тие процеси кои што ги загрозија традиционалните вредности, во суштина го загрозија и напредокот на Европската Унија. И во тој контекст сметам дека враќањето на Европа на вистинските патеки ќе треба да вклучи и повеќе реформи во самите држави членки на Европската Унија, но и институционалниот систем на самата Европска Унија и да се вратиме на оние вистински вредности кои што ќе обезбедат безбедност, политичка стабилност и економски просперитет. Кога зборуваме за Европската Унија, ставот на актуелната влада е јасен во Македонија, да за евроинтеграции, тоа е нашиот пат нели по кој се стремиме, но не со условувања. Знаеме дека кочница последниве години е така наречениот француски предлог. Сега, како познавач на состојбите, можно ли е редефинирање на овој француски предлог, со оглед на тоа дека нашите политичари веќе лобираат надбор во странство, разговараат, преговараат, ги кажуваат нашите позиции, зошто нели францускиот предлог таков каков што ни е ставен на маса не е добар за нас? Па мислам дека кога ја разгледуваме актуелната состојба и европската интеграција на Македонија, треба да анализираме две области, односно два дела од нашата анализа. Првиот е тоа дали Македонија, поминувајќи низ овој пат кон полноправното членство, го поминува истиот пат кој што го имаше како и останатите држави членки од Централна и Источна Европа, кои што се реформира после падот на комунизмот, или пак за нас има некои нови услови и нови пречки кои што претходно не постоеле. И вториот момент е самиот документ, самата
ситуација поврзана со спорот со Бугарија, францускиот предлог и така натаму. Во однос на првиот дел, треба да бидеме свесни дека Европската унија денес, како што зборувавме претходно, не е Европската унија од пред 15, 20 или 30 години, односно структурата кон која што сите ние се стремиме е различна денес од времето кога ние аплициравме за членство во Европската унија. И оттаму треба се набљудува и процесот на проширување, самите критериуми за членство, иако формално се исти, сепак за државите од Западниот Балкан, а посебно Македонија, важат некои други услови. Ние поминавме, да не заборавиме, низ еден долгогодишен процес поврзан со попречување на нашиот пат кон полноправното членство. Најпрво тоа беше добро познатото грчко вето, кое што значително го забави и го замрзна, би рекол, нашиот процес на приближување кон Европската унија. Подоцна имавме еден краток период од година и половина на така наречено француско вето, кое што имаше за цел да ја промени методологијата на преговарање, да ја зајакне улогата на државите членки. И откако тоа заврши, ние се соочивме со едно трето вето, тоа е бугарското вето. Значи, за разлика од сите оние критериуми, попознати како Копенхагенски критериуми, кои што вклучуваат реформи во политичкиот систем, економскиот систем, усогласување на законодавството и така натаму, за нас беа поставени нови пречки на тој пат од страна на соседна Грција, Франција, а сега и Бугарија. И оттаму не е за изненадување сета она ситуација која покажува дека ентузијазмот и мотивацијата за членство во Европската унија и кај граѓаните, и кај институциите, кај администрацијата, дури кај политичките елити денес е многу по-намалена отколку тоа што било во минатото, затоа што се создава еден впечаток дека без разлика колку отстапки ќе направи Македонија, патот кон полноправното членство повторно е загрозен, односно немаме јасна, чиста, безусловна перспектива за членство во Европската унија. Сега, кодека ние во текот на преговорите ќе треба да исполниме повеќе критериуми, ќе се соочиме со пречки поврзани со исполнување на Копенхагенските критериуми, меѓутоа ваков тип на пречки немала ниту една друга држава која што сега е членка на Европската унија. И мислам дека фрустрацијата кај македонските граѓани и кај институциите е во најголем дел заради сето она што досега било направено, но не сме го добиле она што било заслужено како една повратна информација. Добро е позната, постои како политика, така наречената политика на условување на Европската унија. Меѓутоа, во незиниот позитивен контекст, тоа значи дека државата кандидат прави определени реформи и тие услови се исполнети со цел државата кандидат да направи еден чекор напред кон полноправното членство. Значи се спроведуваат реформи како дадени како услов, меѓутоа за возврат се прави чекор напред, се отвара ново поглаве, се затвара некое поглаве во преговорите или кластери, како што беа воведени како групи на поглавја со изменетата методологија. Меѓутоа, за нас имаме ситуација кога и покрај сите направени компромиси и отстапки, ние не правиме чекор напред. И тука доаѓа ова така наречено бугарско вето, преточено во францускиот предлог, кое што за нас представува една, би рекол, несакана варијанта, затоа што ние не сме сигурни како држава и како општество дека доколку и овој компромис го направиме, доколку ја направиме и оваа отстапка, тоа навистина ќе биде последната отстапка. Значи, соочени сме со повторно нови барања од страна на Европската унија. Меѓутоа, Европската унија не е во состојба да каже дека ова ќе биде навистина последната пречка. И тоа јавно го кажуваат и лидерите на некои од институциите на Европската унија и самите држави членки. И логично е прашањето што се поставува и кај политичарите, но и кај граѓаните, зошто тогаш ние би требало да направиме уште една отстапка, доколку не сме сигурни дека таа отстапка ќе биде последната на нашиот пат кон полноправното членство. И сега тука имаме повеќе иницијативи од нашата македонската дипломатија за да се направи некаков обид повторно да се отвори таа така наречена преговарачка рамка и да се видат кои се прашањата што може да претрпат некакви измени. Според мене треба да се насочиме паралелно во две насоки и со државите членки и институциите на Европската унија. Меѓутоа, многу позначно за нас ќе биде втората насока, тоа е комуникацијата и разговорите со самата Бугарија како држава членка, бидејќи нашиот спор е со Бугарија. Точно е дека ние имаме преговарачка рамка представена од страна на целата Европска унија, меѓутоа таа се должи на билатералниот спор кој што го имаме со соседна Бугарија.
Дали може повторно да се изменат тие документи или не, во историјата ние имаме примери кога зададените ставови или заклучоци на институциите на Европската Унија подоцна биле видоизменети, затоа што во самиот процес на преговори за полноправното членство се изменуваат повеќе политички состави и влади и во државата која што е кандидат, меѓутоа и во самите европски институции. Најзначајните европски институции се оние каде што доминира гласот на државите членки, тоа е Советот на Европската Унија или Советот на министри и Европскиот совет, каде што се директно представени владите на државите членки. Промената на владите во државите членки носи промена и во овие институции и промената на владите во државите кандидати секако носи промена во самите ставови на државата која што е кандидат. Значи, имајќи предвид дека во текот на преговорите ние ќе имаме промени, како што тоа било случај претходно, и во нашата држава, и во државите членки на Европската Унија, логично е нешто што било земено како услов или како определба пред 5 или 10 години, во моментот кога ќе дојдеме пред полноправното членство, да биде повторно разгледано од веќе новите представници на новите влади. Имаме ние и случаи конкретно и кај нас во односите со Европската Унија, во еден документ кој што е заклучен од страна на Европската Унија некаде во почетокот на 90-тите години, кога Европската Унија, например, има заклучок дека нема да воспостави, односно нема да ја признае државата со име кое што ќе го содржи терминот Македонија. И тоа беше со консензус усвоен од сите членки на Европската Унија за набрзо потоа Европската Унија да воспостави дипломатски односи со нас како држава под една тогаш привремена референца која што го содржаше терминот Македонија. Значи самата Европска Унија не останала доследна на претходните заклучоци, во конкретниот случај тоа било во наша полза, меѓутоа има и многу други заклучоци каде што Европската Унија, имајќи ги предвид изменетите околности, носи нови заклучоци, различни или пак дури спротивни од она што било заклучено претходно. И во таа насока сметам дека ништо не е запишано на тој начин да не може повторно да се отвори. Останува да видиме дали нашата дипломатија во комуникацијата со останатите држави членки ќе успее да направи некаков пробив на тоа поле. Според мене, аргументите се на наша страна и би требало да некако ги наведеме и нашите соседи на истата ситуација, истиот наратив, да ги наведеме да разберат дека членството на Македонија во Европската Унија не е само во корист на Македонија, тука е во корист и на самата Европска Унија, вклучително и на соседна Бугарија, особено во овој нов геополитички контекст кога се бара за екнување на Европската Унија, за екнување на незината надворешна и безбедносна политика и во контекстот на сите оние политички и безбедносни кризи кои што постојат во нашето пошироко окружување. Се почесто слушаме во последно време една идеја од страна на политичарите во Македонија, од страна на владата, уставни измени, она што од нас се бара реално за да почнат преговорите, уставни измени со одложено дејство, можно ли е вакво решение? Она што беше подпишано од страна на представниците на претходната влада ја исклучува таа можност, односно се бараат уставни измени кои што ќе стапат во сила веднаш после нивното усвојување. Идејата за така нареченото одложено дејство на уставните измени лежи токму во она што претходно го дискутиравме, односно да се обезбеди дека додека траат преговорите, Бугарија нема да постави нови услови и нови пречки. Бидејќи ако се постават тие пречки, дејството на уставните измени нема да биде во дадениот момент, односно тие уставни измени нема да стапат во сила се додека трае нашиот пат до полноправното членство, односно би влегле во сила, би се имплементирале во моментот кога ние ќе станеме полноправна членка. Сега, сметам дека тука треба да бидеме малку и внимателни, дека дури и да имаме некакво успех на таа идеја за одложено дејство на овие уставни измени, ние ќе имаме многу повеќе полови и многу повеќе области што ќе бидат дел од преговорите, каде што ќе може да се вклучат и други држави членки на Европската Унија со своји барања. Јас мислам дека не треба да исклучиме дека во текот на преговорите за некои поглавја и соседна Грција нема да остане толку тивка, односно можат повторно да се отворат некои прашања кои што
навидум беа затворени со договорот кој што го потпишавме со нив, но и други држави во Европската унија кои што се скептични кон процесот на проширување. Има држави во Европската унија кои што сметаат дека проширувањето не треба да биде на врвот на агендата и дека Европската унија едноставно нема потреба да се шири со нови држави членки. Се појавија и повеќе идеи за нови структури, Европската политичка заедница на францускиот претседател Макрон и така натаму, што значи дека дури да успееме да го затвориме проблемот со Бугарија, ние веројатно ќе имаме нови пречки од други држави членки на Европската унија и затоа фокусот би требало да биде на стриктно исполнување на критериумите за членство, спроведување на реформите, европеизација во сите оние области и да ги доведеме државите членки во ситуација да не можат да го употребат нивното право на вето, затоа што нашето, условно речено, европско досие ќе биде безпрекорно чисто, да не им даваме аргументи да можат да ги злоупотребат ситуациите кај нас со цел да оправдаат некое ново вето. Така, деновиве јавноста, да речем, беше бранувана од една изјава на еврокомесарката за проширување Марта Кос, која во едно интервју Македонија ја нарече тажна приказна на Балканот. Практично ние 20 години имаме кандидатски статус, 20 години чекаме пред вратите на Европската унија и оваа изјава може би и со право предизвика малку бурни реакции. Тажна е приказната на Македонија на Балканот или тажна е приказната што ни ја сервира Европската унија во изминатите 2 децении? Па јас мислам дека да, има тука тажна приказна, меѓутоа актерите во таа приказна не се само кај нас. Ако направиме една мала анализа на сите оние изјави на европските функционери во изминатите 20 па и 30 години, што е лесно достапно и во архивите на нашите медиуми, например, ќе видиме дека уште кон крајот на 90-тите години, кога се барале определени отстапки од нас, или пак во почетокот на новиот век, дека тие отстапки биле дефинирани како потреба нешто да се направи со цел ние да направиме клучен исчекор кон полноправното членство во Европската унија. Значи сегогаш не било направете го уште ова и ќе ви се отворат вратите на Европската унија. Така беше во минатото и после или во текот на безбедносна криза која што имавме во 2001 година, промените кои што ги направивме во нашиот систем за локална самоуправа и територијалната поделба, определени случувања внатре во политичкиот диалог, составувањето на владите, измени во определени законски области, односно измени посветени на меѓуетничките односи, односите со соседите, определени инвестициски моменти од страна на држави членки на Европската унија и сегогаш тие услови биле поставувани како услови кои што ќе бидат меѓу последните. Меѓутоа, како што кажавте вие, ние 20 години слушаме разни пораки, разни пофалби и разни охрабрувања да се направат некакви отстапки. Разликата е во тоа што сите тие функционери кои што ги давале тие изјави ги завршуваат своите кариери и ние не можеме да ги повикаме на одговорност да им кажеме дека токму вие ни ветивте пред 5 или 10 години дека треба да го направиме тоа. Ние го направивме тоа, меѓутоа не направивме никаков чекор напред. И во таа насока гледам и ова изјава на еврокомесарката за проширување, дека Македонија е тажна приказна, меѓутоа приказната не е резултат само на нашите напори, односно недостатокот на наши напори. Зависи од која гледна точка ќе наблюдуваме ситуацијата. Тоа е тажна приказна затоа што Европската унија не успеа да изнајде инструмент со кој што ќе го попречи правото на вето и злоупотребата на правото вето од страна на државите членки во билатерални спорови со државите кандидати. Доколку Европската унија го ставеше процесот на проширување, односно носењето на одлуките за проширувањето во оној корпус на прашања за кој што не е потребен консензус, ние одамна, слободно ќе кажам, веќе ќе бевме членка на Европската унија, затоа што ние секогаш се соочуваме со вето од само една држава членка. Сите останати држави членки се против тоа вето, односно сметаат дека тоа е неправедно. И сега Европската унија не успева да го најде тоа решение и тој момент, тој инструмент. Има некои најави сега од новиот германски канцелар дека ќе се труди да се исклучи проширувањето и одлуките со проширувањето од корпусот на прашања за кој што се бара консензус, затоа што самиот процес е блокиран заради користење на вето од страна на определени држави членки
и што е пострашно, тоа така ќе продолжи и во иднина и ние уште во минатото сме анализирали, сме преобрелували дека доколку остане ситуацијата ваква како што е, државите од Западниот Балкан, доколку не се случи сите заедно да влезат во Европската Унија, ќе се соочиме со бројни користења на правото на вето од државите кои што веќе ќе станат членки, за оние кои што се уште нема да бидат членки, благодарение на разни билатерални спорови кои што постојат меѓу државите од Балканот. А Балканот, според една изрека, е територија која што продуцира многу повеќе историја отколку што може да ја конзумира. Значи, ние сме многу повеќе оптоварени со определени историски, етнички судири, за разлика од другите региони во Европа, и сите тие судири и спорови ќе продуцираат потреба за користење или злоупотреба на правото на вето. Значи, доколку Европската Унија не успее да најде решение, ова замрзнување на проширувањето ќе продолжи и понатаму, и токму на тоа се должи недостатокот на јасна перспектива за полноправното членство и тажната приказна. Недостатокот на јасна перспектива за сите држави од регионот, не само за Македонија, го носи и оној момент на намален ентузијазам и намалена поддршка на процесот на проширување, затоа што државите од Балканот не веруваат дека тие се навистина посакувани партнери на самата Европска Унија. Ако ја наблюдуваме пошироката слика, веќе се отвораат нови можности, нови мостови за соработка со други држави и други региони од светот, особено ако го наблюдуваме и се она што се случува во односите меѓу САД и Европската Унија. Ние сме во ситуација кога за прв пат после подолг временски период САД и Европската Унија не се на иста линија со многу прашања од надворешната и безбедносната политика, односно случувањата на глобалната сцена, што значи дека самиот ентузијазам за членство во Европската Унија е опаднат и кај државите од Западниот Балкан и се повеќе алтернативи се бараат во соработката со други држави на билатерален план, но и со други асоциации на држави кои што постојат надвор од Европската Унија. Една домашна задача која што ни ја има дадено Европската Унија, која што ја гледаме во секој извештај на Европската комисија што ќе го добиеме годишен, борбата со корупцијата, криминалот, владењето на правото, и факт е дека последниве месеци таа борба почнува со голем интензитет. Ќе ја решиме ли оваа домашна задача? Па борбата против корупцијата сметам дека е проблем кој што ние треба да го решаваме дури и да не постоеше Европската Унија. Корупцијата е една појава која што ги нагризува сите други појави во општеството, не само во правосудството, туку и во, например, привлекувањето на странските инвестиции, здравството, образованието, локалниот развој на општините. И мислам дека не случајно тој се наведува како еден од првите услови и оние поглави кои што се посветени на оваа проблематика, согласно методологијата, ќе бидат отворени на почетокот и ќе останат отворени, односно ќе се затворат се дури на крајот на процесот на преговори, затоа што токму важноста од реформите во оваа област е клучна за европеизацијата на едно општество. Она што ние во изминатите години го слушавме беа повеќе декларативни најави за борба против корупцијата, а од друга страна не остасуваа конкретни резултати на тоа поле. Она што може да се забележи во изминатите месеци е една разлика на тој план, односно гледаме и конкретни резултати, не само најава, и сметам дека треба да се продолжи со тоа темпо, затоа што борбата против корупцијата и незината мерливост произлегува од поединечни случаи и конкретни резултати. И тоа било предмет на анализа и во пристапувањето на други држави членки. Во нашето суседство можеби да издвоиме две: Хрватска, која што во текот на преговорите дури имаше и така наречени одредници, бенчмаркови за конкретни резултати за поединечни случаи во борбата против корупцијата и организираниот криминал, пред се оние случаи кои што се поврзани со поранешни или актуелни политички функционери. И втората држава е Бугарија, која што во текот на преговорите можеби не успеа да направи конкретни резултати, меѓутоа откако стана држава членка, самата Европска Унија увиде дека прераното членство на Бугарија и Романија во Европската Унија можеби донесе нови проблеми, затоа што додека една држава преговара, таа е изложена на притисокот да ги спроведе реформите, затоа што нема да напредува кон конечното членство. Сега,
влезот на Бугарија и Романија создаде една ситуација кога недоволно завршените реформи пред се во областа на борбата против корупцијата оневозможија на тамошен притисок, затоа што тие веќе стана држави членки и тие и ден денес се држави каде што се уште се највидливи тие процеси во споредба со останатите членки на Европската Унија и токму затоа, не сакајќи да ја повтори истата грешка, и Европската Унија го наметнува ова како еден од суштинските услови. Така, во интерес на времето, малку и за образование, бидејќи сепак овој наш подкаст го гледаат студентите на Универзитет Скопје пред се, како долгогодишен универзитетски професор, како ќе го оцените вие високото образование во Македонија? Па образованието е можеби најзначајната гранка во едно општество која што директно влијае врз успехот во сите останати области. Доколку имаме недоволно добро образование, автоматски тоа се пренесува и во областите како здравството, како инфраструктурата, заштитата на животната средина, ако сакате, технологијата, правосудството, севкупната економска активност, трговската активност, значи сите други области зависат од тоа ние колку добро образование имаме, односно колку добри поединци продуцираме како стручњаци во сите овие области. Доколку ние не сме во состојба да произведуваме, условно речено, добри кадри образовани во сите овие различни области, тогаш и реформите и подобрувањето на стандардите ќе стагнира, дури ќе назадува. И затоа реформите и стандардите што треба да ги постигнеме во самото образование се можеби најдиректно одговорни врз реформите и за европската интеграција, меѓутоа и за самиот просперитет на Македонија како држава. Секогаш има простор за нови реформи и во образованието, воведување на нови методологии, нови стандарди, особено во денешната ера на еден брз технолошки развој, и тоа е оно што ние го гледаме и кај студентите, кај овие генерации, кои што самите генерации наметнуваат воспоставување на нови методологии и нови технологии, затоа што самите тие од нивното рано детство се изложени на еден поинаков свет од оној свет на кој што сме били изложени ние или постарите генерации. Значи, ние како работници во образованието сме на некој начин приморани да ги адаптираме и нашите методологии и на усовршување, и на предавања, и на самата институција универзитет, без разлика дали се работи за државни или приватни универзитети, ние мораме да ги следиме тие текови со цел да одговориме на потребите и барањата на овие нови генерации студенти, што сметам дека се одвива со еден различен степен на успех во различни институции. Добро е тоа што има повеќе иницијативи за модернизација на процесот на образование, кои што ќе одговорат на овие нови потреби, затоа што конечно оние што се во универзитетските клупи денес се нашите идни лидери. На нив ќе биде товарот да го водат општеството и државата во наредните 10, 15 или 20 години, и ние имаме една исклучително голема одговорност како луѓе кои што работат во образованието да ги створиме тие кадри, затоа што за многу брзо време, во смисла на историјата тоа е многу брзо време, тие ќе бидат тие кои што ќе бидат одговорни и за нас и за државата во која што живееме. Иако сметам дека сме соочени со многу предизвици тука, би ги споменал само демографските предизвици. Ако се направи една анализа, намалувањето на бројот на студентите вкупно во целата држава се должи меѓу другото и на намалената демографска активност. Бројките кои што се немилосрдни, би рекол, во изминатите 20-30 години неминувано водат кон намален број на студенти. Тоа не значи дека ние треба да се откажеме од воспоставувањето на еден повисок квалитет, напротив, со воведувањето на повисок квалитет ние ќе ги задржиме оние студенти кои што се тука. И вториот тренд е оној тренд на иселување на сите граѓани, меѓутоа највеќе е тоа видливо кај студентската популација или популацијата која што е во доцните средношколски години, треба да бидат наши идни студенти. И единствениот начин да одговориме на овие два предизвици е токму воведувањето на квалитетно образование, затоа што потрагата по еден нов дом или нова татковина, за жал, не се должи секогаш не е секогаш одлучувачка економската
состојба или финансиската состојба, туку се одлучувачки многу други области во општеството. Ја споменавме борбата против корупцијата. Јас би рекол можеби некогаш и преголемата политизација на определени општествени сфери, меѓутоа клучно за овие генерации е квалитетот на образование што го добива. Доколку ние овозможиме квалитетно образование, сметам дека ќе го намалиме оној тренд на потрага по подобро образование надвор и истовремено ќе возможиме нашите идни лидери, идните носители на општествените процеси да бидат поподготвени за нивните предизвици со кои што тие ќе се соочат во иднина. Така и сосема за крај, Универзитет Скопје несомнено наметнува високи стандарди во образованието како приватна високообразовна институција, меѓутоа и е одговорна општествена компанија. Дали треба и другите високообразовни институции да го следат овој пример? Мислам дека тука имаме два моменти. Првото е воведувањето на искуствата кои што постојат на странските универзитети, усогласувањето на наставните програми, кое што во суштина носи и повисок квалитет. И второто, општествената одговорност е нешто кое што не само кај универзитетите, туку и кај компаниите од сите други останати сектори, како да е запоставено кај нас. Општествената одговорност на компаниите, на универзитетите, па и сите останати, е клучно со цел да се зајакне таа меѓусебна доверба помеѓу различните сектори, меѓутоа и истовремено да се врати нешто кон државата и кон општеството во кое што сите ние екзистираме и како поединци и како институции. И во тој контекст сметам дека сите добри примери треба да се следат од страна на останатите сродни институции, затоа што само на тој начин ние ќе бидеме во состојба да имаме една доверба помеѓу поединците и институциите и државата како ентитети кои што во суштина ја определуваат и иднината на една држава. Во таа насока верувам дека се она што е што постои како добар пример ќе биде следено и од останатите институции во тој сектор. Така ви благодарам што бевте дел од нашиот подкаст Универзум. Се надевам дека разрешивме некои дилеми, особено околу евроинтеграциите на Македонија. Ви благодарам вас. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам што со внимание го следевте и денешното издание на Универзум.